На тоа, тој беше јунак на своето време. Како поет, како интелектуалец, но само како референца дека средината, сакам сега во таа насока да ја однесам дебатата, средината понекогаш не дозволуваше или таа одредува во кои ситуации, и дали е тоа така, сега прашувам, во кои ситуации ќе дозволиме некој да се истакне како херој и да го признаеме неговиот хероизам и докаде тоа ќе го држиме во контрола, докаде ќе го употребиме како херој заради некакви наши цели, а не заради тоа што тој има некакви своји идеали. Дозволете ми, Зоран, вака само еден мој, бидејќи јас сум исто заинтересирана за тајните служби, не сум голем љубител, моето гледиште на оваа дебата, на овој проблем, мини проблем, е дека треба да се донесе закон за прислушкување. Значи, ако се легализира таа форма на државно постоење, субформа, не знам каква скриена обсцена, таму некој нешто работи за доброто на сите, тогаш е валидно. Вака јас согласувам со Филип, не смел да има досиене, не може да има досиене. Мислам, некако е тоа обсцено. И ако во состојбите на кризи се состои како ова во филмот, значи кога е криза, па тоне бродот, не знам, Титаник, и сега зависи прашањето дали е кратко времето. Ако е кратко времето како на Титаник, прво жените и децата, нив најретко ги прислушкуваат, не знам, бла-бла. А ако имаат време како што имаше во филмот Фрај, 2 години време, тоа што он направи мини администрација, таму исто обсцена тајна, он правеше списоци малтене како да е нацист. Овие као нацистите паралелни прати, оставиме, не знам, Шагал на список за ликвидирање, овие како оставиме на список за спасување. Што се однесе до ова друго прашање за татко ми, ја лично мислам дека идеологиите, глобалните, најголемите 3 идеологии на 20 век, фашизам, капитализам и комунизам, немаат херои. Тие мислам, немаат жртви херои. Значи имаат безсмислени жртви. На тоа се базираат сите идеологии. Мислам секаде, сите 3 идеологии се базираат на концептот на безсмислена жртва. Дури кога е херојска, например нешто се обидела да направи во своето време, како татко ми нешто прозборел, таму не му се свија системот. Практично тајната служба така функционира што ултимативно таа на крајот безсмислената жртва. Значи, сите 3 идеологии праќаат повик. Има ли таму меѓу вас некој што сака да биде жртван, бидејќи таков нема, сами ќе го избереме. И сега ќе го избереме на разни принципи. Некој се бунтува, некој не, ама ќе го избереме секако. Ја не знам дали би можел целосно се согласам, не знам вие со тоа дека комунизмот не создаваше херои. Мислам дека во голема мерка се потпираше на оние херои што ги составаше некакви ликови на кои требаше да се угледуваме, на кои требаше да се повикуваме. Па тие се номенклатурни херои. Значи он например кога Сталин првпат го среќава, тоа беше рационално правено, тоа беше системот го правеше. Кога го среќава првпат Ленин во Финска во 1905-та, он вика тотално од дневникот вика тотално не ми се он е мал, неугледен, но ништо не личи, он ли ќе биде херој. Ама после има машинерија што работи на сличен принцип како Холивуд и книгата со Колја кој идевме нака зборевме за Сузан Бак Морс. Има направено гениална анализа на тангентите меѓу капитализмот и комунизмот, колку слични механизми користат праење филмски звезди. Ленин е првиот кој што вика филмот ќе биде најголемата уметност на нашата идеологија. Затоа што он точно го сваќа истото, дека тоа најдобра уметност за регрутирање на жртви. Мислам идеолошки поклоници. Ајде да направиме малце таа разлика, да го разгледаме тоа прашање. Масовните медиуми, филмот, филмската индустрија и правењето на хероите. Мислам дека има разлика помеѓу херои и славни или селебритис, познати луѓе. Медиумите прават познати фаци, селебрити во светот, тоа е глобално, го прават и тоа. Меѓутоа, мислам дека не можат да направат херои, но ги туркаат славните да бидат херои и да се наметнат како модели кои ќе се препознаваат како херои. Дали е тоа? Да, ова е важна дистинкција меѓу селебритис и херои, но за жал мислам дека баш капитализмот што вели јас оди во таа насока што разликувањата се се потешки. Бидејќи под голем притисок многу од селебријата, да кажам, се претвараат во херои, често пати во жртви, баш во несрекни херои, бидејќи очекувањата се големи. Курт Кобейн беше селебрити до одреден момент, после тоа стана херој. Воопшто поп култура, особено втора половина на 20 век, а има многу примери дури и пред, манипулира ептен со тоа создавање на жртва и претварање од селебрити во херој. Друг филм многу значаен на оваа тема е Матрикс. И тој филм уште повеќе збори колку е тешко да раздвоите што е што. Како, ама на крајот на крајшто таков и древниот мит, мислам такво и христијанството. Мислам Луцифер и Христе прилично блиски. Овој носи светлина, одметнат ангел, не знам што, сите они имаат слично потекло. Клучниот можеби херој, кога зборуваме за оваа тема, Прометеј, кој му носи оган
на човештвото, он потекнува од некои санскритски, од вавилонски некои митови. Се разбира дека рефлекси има и во христијанството, ова се што спомнувам. Но тој